Моето маче има две очи, две очи. Моето маче има две очи, имам и јас. Јас сум Снежана, но не и 7 џуџиња, туку само Снежана. И си го правам мојот канал Снежа мрежа сторис, односно на македонски Снежа мрежа приказни. Сум многу срекна заради тоа и си го сакам мојот канал, а особено ги сакам оние умни дечиња и луѓе што кликаат, што слушаат, што се интересираат, затоа што сметам дека содржината што ја споделувам е едукативна. И секој човек кој што сака да се едуцира е добар човек. И спротивно, тој што не сака да учи, Здраво, здраво. Јас сум Снежана и каналот на Снежа мрежа овој пат ви подготвува една мала приказна, што сметам дека е важна, барем за мене. Денеска имав еден многу убав ден, како што се трудам да имам секој ден, фала му на Господа. А во него имав една прекрасна родителска средба. Денеска нашите мили мали првачиња беа втора смена на школа, затоа што ние родителите имавме потоа родителска. На таа родителска секој од нас си ги кажа своите мислења, сподели кој што сака, кој што мисли, кој што смета дека е правилно или не. Нормално. Мојот сопруг, кој што исто така сакаше да дојде, нормално дојде, мрачеше со неговите мрчаторски коментари од типот на тоа дека ако не учи Христијан треба да се казни, вие слободно казнете го него со повеќе задачи, хо. Нормално, на што јас му реков, Зоран, малце намали доживљај, сепак тоа се деца, ова е родителска, треба да бидеме позитивни и секогаш чашата треба да ја гледаме од половина нагоре, односно од половина полна, а не половина празна. И мислам дека тој став, тоа гледање на работите, многу ќе ни помогне како личности во животот. Секогаш да гледаме позитивно на нештата. Секогаш со се срце да велиме ќе биде подобро. Барем така викаше мојот покоен татко на времето, нели, кога викаше секогаш за се и што кој ќе се станеше збор, биче боле, викаше татко ми. Навистина е така, можеби од него сум го наследила тој дар да секогаш гледам позитивно на работите. Она што сакав да го споделам, малку ми е непријатно, затоа што можеби ова видео ќе го гледат луѓе кои што во животот имале и прилика многу, значи, да одат на разноразни курсеви и обуки, да плаќаат школи, факултети, приватно, вака, онака. Меѓутоа, јас лично ќе ја кажам моето искуство и моето мислење, пак ќе кажам, малце припросто, ама тоа е вистината. Јас на времето имав една баба, која што сега е почината и која што беше неписмена. Таа не одела во школа, затоа што кога била малечка, нели, тогаш биле многу повеќе деца. И она 4-5 дете, мислам дека било во семејството, и сите деца, низините родители ги пратиле во школа, а не и за кога дошло ред, нели, за во школа да ја праќаат, као почнал муабетот, као нека ја дома, знаеш, таа ќе работи, ќе чува стока, говеда, прасиња, кокошки, тоа се што си го има во село. И ја оставиле без школа. Ја оставиле мојата мила и кутра баба без образование и без школа. Заради таа причина, мислам дека баба ми беше многу тажна и многу несрекна поради тоа. И вака кога ќе се сетам на сите нејзини
животни случувања што ми ги кажувала, мислам и дека многу од лошите работи што и се случувале во животот, мислам дека ги има припишувано на тоа што она не беше образована, што беше практично неписмена. Иако мојата мила и умна баба во животот беше дури самата самоука беше, како да кажам, таа дури самата си имаше потрудено да научи да пишува. Значи, нормално пишуваше, но заради тоа што таа самата учела буква по буква, собирала од овде од онде знаење и на тој начин знаеше да пишува, иначе во школа немаше одено. Ќе направам пауза моментално. Морав да направам пауза, зашто моето драго дете се симна, нели, доле и почна да галаме. Мислата ми беше дека таа не го добила своето образование и дека тоа беше според неа причина што во животот имаат снајдено многу потешкоти, проблеми, неуспеси и така натака. Морам да паузирам тука, врват луѓето. Значи, како причина за многу негативности во животот, кој што кажав, мислеше дека, нели, е причина незината необразование. И навистина, кој ќе прочиташ многу статистики, ќе сватиш дека едукацијата, односно образованието, е важен фактор во сите сфери на општественото живење. Значи, ако сакаме едно општество да видиме колку е успешно и на што се базира, нели, неговиот општ успех, дефинитивно ќе се заклучи дека тоа е образованието. Исто така, не знам дали не знам како сум го прочитала или не е ни важно ствари, особено образованието кај жените е важен фактор за успешноста значи на едно општество е од огромна важност едукацијата, образованието на жените. Значи, жената апсолутно е темел и двигател на општеството на многу индиректни и директни начини и доколку една жена е необразована, понатака невработена, тоа е една буквално како една, да не речам мртва клетка на општеството, ама можам да го употребам и тој. Премногу е силен тој збор, ама тоа е така. Кога една жена не може да се грижи за себе си, таа нема да може да се грижи и за своите деца. А децата своји, ако не ги образува во таа насока, тоа значи дека една цела низа во општеството, да речем, паѓа во вода. Значи, тие луѓе понатаму ќе паѓаат на терет на државата или нема да умеат да се грижат за самите себе си и така натака и така натака. Значи, тоа е еден вмрежен процес, зависен, нели, значи тоа е зависно едно од друго и е многу важно. Многу важно. Јас буквално во едно мало кратко видео не би можела да опфатам, да искажам, нели, целата важност на образованието и едукацијата и спремањето на повторно ќе кажам, поготово жените во општеството, затоа што за тоа би ми требале буквално часови видеа. Верувам дека многу од вас сте слушнале, можете да ја склопите понатаму приказната што сакам да кажам со ова што го кажувам и сигурна сум дека ќе се сложите сите дека е тоа така. Се надевам и машките и женските. Односно и оние од машкиот пол што го гледаат ова видео и од женскиот пол. Не можам да снимам од син ми видео, човече. Тоа е тоа. Значи, и сега вака како мајка, како родител, нели, од сегашен вака аспект, гледам колку е важна
колку е важна мајката, ајде да речем, родителите исто така, да. Ама еве себе си ќе се земам за пример, нели, поаѓам од себе, од свое лично искуство, колку е важна улогата на мајката во животот на детето. Колку е важно, значи, таа да е будна и спремна за она што следи. Исто можам да кажам, накратко ќе кажам, пошто пак ќе речем, не сакам долго видео да правам, зашто ќе треба да зборам со часови. Сакам да кажам колку сум среќна, затоа што ја имам можноста, не само што сум поминала јас низ процесот на образование и воспитание, нели, што сум го имала, нели, баба ми го немала, ја немала таа можност. Не само што јас имам таа можност, туку сега како родител ја имам можноста да бидам индиректно вклучена во образованието на моето дете. И тоа ме прави толку среќна. Еве вака мислам искрено утре ден моето дете кој ќе го гледа ова видео би сакала вистина да знаеш, синченце моје мило, колку јас станав пресреќна што ти стана учениче, што одиш во школа, што учиш, што имам можност да стојам, нели, во твоја сенка, што би се рекло, и да влијам, значи најпозитивно што можам да влијам. Тоа е, јас сум буквално надвор од себе од среќа. Буквално. Јас сум буквално надвор од себе од среќа. И не можам да опишам колку ми е, значи буквално, знаеш, кога си влюбен или кога ќе речеш летам од среќа, така се осеќам моментално. Толку сум среќна што е моето синче учениче, што добива можност да се образува, што гледам дека наставничката се труди, на крајот на криштата си викам во себе си, за тоа образование они всушност го добиваат на некој начин бесплатно. Можеби не е најсовршеното образование што го добиваат, можеби има навистина недостатоци. Секако дека има недостатоци. Меѓутоа, сепак, секогаш сакам, пак ќе кажам, да погледнам од позитивната страна и да погледнам од позитивната страна и на целото ова школство и да кажам дека сум пресреќна, затоа што кога ќе видиш, например, за разноразни курсеви, за разноразни обуки, дошколување и школување, секогаш мораш да платиш пари. За среќа имаме нормално образование кој што го добиваме без пари, наставници таму кои што доаѓаат и кои што ги учат нашите деца, исто така без пари. Ама вакви се, такви се, со партиска книжка, со лево, со десно. Знаете што? Што тебе или било кој што од нас, тоа не занима дали е со партиска или со не. Ако си ја врши добро ако добро си ја врши улогата во која што е во тој момент, значи во кој што е, тогаш воопшто не е ни важно на крајот на криштата. И сум заклучила дека многу се галами. Тоа ни е многу голема грешка на нас во нашето општество, што многу дигаме галама. Кај знаеш ти дали е тој таму примен со партиска книжка? Вајде не се сите 100% примени со партиска книжка. И воопшто не е битно дали е тоа така. Ако дава резултати наставникот, ако се труди околу нив, ако е загрижен, ако гледаш дека твоето дете се добива со знаења, тоа веќе не е во наша, како да кажам, не треба нас да не загрижува. Толку имам да кажам, исто така сум благодарна на Бога што имам можност ова да го кажам и да го снимам. Ова се навистина огромни благодети на нашето секојдневие што порано не сме ги имале. Јас ке кажам, јас имам 42 години. И порано, освен пишан збор или не знам што, знаеш, немало вакви можности, а сега еве. Си снимам видео, тоа видео ќе ми остане во сеќавање на мене за утре ден, ако можеби го гледам овој син, ќе има прилика да ме слуша. И така натака. Тоа е тоа. Добра ноќ на сите. И се гледаме во некој следно видео. И би замолила секој од вас да биде среќен и благодарен за се што има во животот, бидејќи мислам дека не благодариме доволно за се што добиваме.
Знаете каква е ситуацијата во светот постојано. Колку има гладни во овој момент, колку има луѓе што се бездомници во овој момент, што немаат работа, колку луѓе моментално се жртви на војната што се случува, знаете каде што се случува, нели? Колку луѓе се без образование, колку луѓе се, за жал, жртви на белоробје, зависници од дроги, се најлош. Се најлош. Колку е голем мракот во овој свет. И токму заради тоа сите ние кои што имаме благодатта на топлиот дом, на семејството, на едноставните работи, треба да бидеме од се срце благодарни и да грееме бескрено и да блескаме во темнината. Чао! Се гледаме во некое следно видео. Бидете добри и благодарни.